Здраво и добро дојдовте во уште едно видео, каде што ова видео ќе збориме за ензимска инхибиција. И да започнеме. Ензимската инхибиција е посредувана од страна на инхибитори. Инхибиторите се хемиски соединенија, а во некоја литература се наброени и физичко-хемиски фактори, кои се инхибитори, кои ја намалуваат брзината на ензимски катализираните реакции, односно ја намалуваат ензимската активност. Во ред. Сега, во литературата, каде што и физичко-хемиските фактори се набројани како инхибитори, во таа литература ензимската инхибиција често се дели на специфична и неспецифична. И оваа неспецифична инхибиција е посредувана од страна на инхибиторите, кои се всушност физичко-хемиски фактори. И такви се, например, температура, така, се мисли на висока температура, бидејќи високата температура ги денатурира протеините. Во ред, ензимите се протеини, поради тоа при висока температура би се денатурирале ензимите и би се намалила брзината на хемиската реакција се до нејзино застанување. Така при многу висока температура воопшто, ако нема ензим, едноставно нема воопшто да се одвива реакцијата. И ова е неспецифично, бидејќи температурата би денатурирала кој било ензим. Така без разлика кој да го имаш ензим, ако влијаеш со висока температура, тој ќе денатурира. Поради тоа се вметнува како неспецифичен инхибитор. Тука исто можеме да го ставиме и pH, односно ако имаме многу кисела средина или пак имаме многу базна средина, така значи при ниско или при многу високо pH, голем дел од ензимите се инхибираат. Но тоа повторно не е специфично, бидејќи тоа би се случило со кој било ензим. Океј? Бидејќи ќе почне да се нарушува тридимензионалноста на ензимот и тој ќе не може да функционира. Овдека во некоја литература се вметнува и зрачењето како еден начин на кој може да се наруши структурата на протеините и постојат и некои други физичко-хемиски фактори кои можат да бидат неспецифични, односно се што би делувало на структурата на протеинот. Но во голем дел од литературата оваа неспецифична инхибиција воопшто не се ни спомнува, односно се смета дека тие не се супстанции, не се хемиски соединенија кои влијаат и затоа обично не ги спомнуваат дека воопшто се инхибитори, како се подразбира дека тоа би ја намалило ензимски катализираната реакција. Во ред, сега ќе преминеме на специфична, која најчесто ли се разгледува во однос на литературата, и таа се однесува на хемиски соединенија, односно супстанции, кои реагираат, односно се инхибитори, и при тоа нели ја намалуваат брзината на ензимски катализираните реакции. Во ред, овде имаме еден ензим, така зеленото, и овде ќе имаме представено како супстратот нели се врзува со активниот центар и се добива продукт или како кофакторот нели се врзува со ензимот така што се подобрува функционалноста на ензимот, па тој се откачува. Сега, инхибиторите можат да се врзат со супстратот, така значи ова црвеното топче е инхибитор, ќе бележиме со И. Значи може да се врзе со супстрат, може да се врзе со ензим или пак може дури да се врзе со кофакторот. Сега, во литературата најчесто се разгледува инхибицијата кога инхибиторот се врзува со ензимот. Во ред, значи најчесто се разгледува ова. Но повторно можеме да спомнеме дека инхибиторот може дури да се врзе и со супстратот. И ова поврзување на инхибиторот со ензимот може да биде на различни локации, зависно од ензимот и зависно од инхибиторот. Така, значи може да се врзе на местото кај активниот центар, може да се врзе на алостеричниот центар или пак на сосема трета локација која би ја променила конформацијата на ензимот. И кога инхибиторот се поврзува со ензимот, тој може да се врзе реверзибилно или пак иреверзибилно. И поради тоа, главно инхибицијата, која е специфична, кога се поврзува инхибиторот со ензимот, ја делиме на реверзибилна и иреверзибилна. Океј? Значи ја правиме ваква поделба. Значи реверзибилна и иреверзибилна или пак нереверзибилна. И самото име ни укажува што тоа значи. Реверзибилна значи дека од кога ќе се поврзе инхибиторот, тој е поврзан слабо, односно е поврзан главно со водородни врски, вандервалсови сили и некои други слаби интеракции, како хидрофобни и слично. Односно, поврзувањето на инхибиторот е реверзибилно, дека тој после некое време ќе се откачи. Нема да биде постојано закачен на ензимот. Океј,
Значи реверзибилно подразбира дека инхибиторот нема да биде постојано, така значи не е постојано, така постојано закачен, односно врзан. А зошто е тоа случајот? Бидејќи он се поврзува со слаби интеракции. Океј, значи слаби врски. Така, значи слабо поврзан главно водородни врски, така, значи Вандервалсови сили, не се бележи со W, или колку сугерирам, хидрофобни интеракции и така натаму. Значи слаби врски се поврзува и после некој време се откачува, и кога имаме поврзување, дури и се образува еден вид на еквилибриум кој ќе го разгледаме понатаму. Додека реверзибилно, односно неповратно, е кога ќе се врзе инхибиторот, тој не се откачува. Значи тој се врзал и готово. Тоа е поради тоа што тој се врзува со силни интеракции, односно со ковалентни врски. Океј? Значи постојано е врзан. Сега може да се откачи, не дека тоа е трајно врзано, ама ако го откачиме, при тоа ќе нарушиме и структурата на ензимот. И затоа е исто како да речеме дека не можеме да откачаме. Да, хемиски може да се најде начин како што би се отстранил тој ирреверзибилен инхибитор, али при тоа ќе го оштетиме и ензимот. И заради тоа едноставно нема поента. А постојано е врзан поради тоа што е врзан со силни врски, така, значи силно поврзан. Односно имаме ковалентни врски. Во ред, под реверзибилна инхибиција разликуваме повеќе под класи на инхибиција, кои сега ќе ги наброиме само. Значи имаме компетитивна или пак конкурентна, некомпетитивна, односно неконкурентна, а компетитивна, алостерична. И овие 4 главно нив ќе се задржиме и ги разгледаме во повеќе детали, но исто така во некоја литература се спомнува и мешана, парцијална и субстратна. Но оваа субстратна инхибиција се разликува од таа горе споменатата, кога ензимот би се врзал со субстратот. Значи различна е, но сепак да спомнеме, колку да се напомене и малце ќе разгледаме на кратко. И сега ќе одиме еден по еден, ќе ги разгледаме различните видови на реверзибилна инхибиција. Првично ќе започнеме со компетитивна. Компетитивна инхибиција е првата која ќе ја разгледаме и при овој вид на инхибиција инхибиторот структурно е многу сличен со субстратот. Во ред, значи можеби има една функционална група или две повеќе или помалку, но тридимензионално е прилично сличен. И поради тоа, тој е толку сличен што може да конкурира, односно да се надпреварува со субстратот за истиот активен центар. Во ред, значи инхибиторот и субстратот може да се врзат за активниот центар и при тоа ќе речеме дека се врзуваат со исти афинитет. Иако некогаш инхибиторот може да има нешто си поголем афинитет или нешто си помал афинитет. Но во овој случај ние ќе речеме дека афинитетот на субстратот и инхибиторот се исти за дадениот активен центар. Сега како ова би влијаело на брзината? Многу едноставно. Да речеме дека при секое поврзување на субстрат потребни се 5 секунди додека се добие продукт. Така, значи се поврзува, поминуваат 5 секунди, се добива продукт. Вред, ако немаше инхибитор, во тој случај на секој 5 секунди ќе добивавме продукт. Така, значи 5 секунди, 10 секунди, 15 секунди помина, добивме 3 продукта. Вред, значи за 15 секунди добивме 3 продукта. Но да речеме дека има инхибитор. Што ќе се случи тогаш? Да речеме дека пречно да се врзува субстрат, се добива П. Океј. Сега ќе се поврзе инхибитор. И он се поврзува и во овој момент активниот центар ќе биде зафатен, така, значи не може субстрат да се врзе, бидејќи инхибиторот е врзан. Али не се случува ништо. Значи инхибиторот си е врзан, продукт не се добива, бидејќи од инхибиторот не може да се добие продукт, и едноставно си седи местото зафатено, и додека е зафатено местото, субстратот не може да се врзе. Така, значи местото е зафатено. И треба некое време, значи ќе треба некое време да помине, додека овој инхибитор пак не се откачи, вред, и после некој време можда пак ќе се закачи инхибиторот. Така што гледаме дека со тек на време
ќе се добие всушност многу помалце продукт за дадена единица време, например минута време. Но оваа инхибиција може многу лесно да се надмине со додавање на многу голема концентрација на супстрат. Односно, не мора да е многу голема концентрацијата супстрат, него да е многу кратно поголема од таа на инхибиторот. Зошто ова би било случајот? Да речеме дека односот на концентрацијата на супстрат наспрема таа на инхибитора е 1:1. Во ред. Значи имаме некоја концентрација на субстрат, но исто толку имаме инхибитор. Во тој случај, ако земеме дека афинитетот им е исти, 50% од времето субстратот ќе биде поврзан со ензимот, додека 50% од времето инхибиторот ќе биде поврзан со ензимот. Во ред. Да речеме дека додадеме повеќе субстрат, многу кратно, наспрема концентрацијата на инхибитор, да речеме 9:1. Во тој случај, 90% од времето ензимот ќе биде поврзан со субстратот, додека 10% од времето ензимот ќе биде поврзан со инхибиторот. И можеме да идеме дури чекор погоре, да речеме дека имаме 99:1. Во тој случај, нели, само 1% од времето ензимот ќе биде поврзан со инхибитор, додека 99% од времето ензимот ќе биде поврзан со субстрат. Значи многу лесно може да се надмине оваа компетитивна инхибиција со додавање на прекумерни количини на субстрат. Бидејќи они сепак се надпреварува. Така, ако имаш повеќе субстрат, поголеми се шансите дека субстратот ќе успее да влезе пред да влезе инхибиторот во активниот центар. Вред, значи прилично едноставно да се свати. И оваа компетитивна инхибиција е една од најчестите која сретнуваме и прилично има големо значење. И овој вид на инхибиција, ако го представиме на овој израз, кога имаме овој израз, каде ќе влијае инхибиторот? Инхибиторот ќе влијае на ензимот кој има слободен активен центар. Значи ќе влијае овде. Океј, значи инхибитор, исто така компетитивните, односно реверзибилните поставуваат еквилибриум, така што ќе имаме и нагорна стрелка и се добива комплекс Е-И. Во ред. И сега потребно е време, така од кое ќе се формира овој Е-И, да се врати назад до Е, па да се врзе со С, за да иде во тој правец. Во ред. Или можеме исто и вака да го бележиме, за да биде релативно еднакво, значи плюс И се добива така во двете насоки Е-И. Океј. И на тој начин се успорува создавањето на П. Бидејќи дел од времето ензимот ќе тргне наваму, дел од времето ензимот ќе тргне наваму. Во која насока почесто ќе тргне, зависи односот помеѓу концентрација на субстрат спрема концентрација на инхибитор. Друго нешто што треба да забележиме е дека бидејќи инхибиторот се врзува за активниот центар, тоа всушност влијае на КМ. КМ можевме да претпоставиме дека всушност ни го представува афинитетот на ензимот за субстратот, односно колку често ензимот се врзува со субстрат при дадена концентрација. И ако тоа го представиме на Михаелис Ментенов, така ако представиме со Михаелис Ментенов график, односно кинетика, тоа би изгледало на следниот начин. Значи вака би изгледало неинхибирано, да речеме дека вака изгледа кривата, додека со инхибитор би изгледало на следниот начин. При тоа, Vmax останува исто, додека имаме зголемување на КМ, односно имаме намалување на афинитетот. Да речеме дека со бела боја ќе повлечам дека КМ, значи тука е Vmax, значи КМ е тука некаде. Океј, за неинхибирано, додека за инхибирано тоа би било овде. Значи КМ при инхибиран ензим. Гледаме дека е зголемено КМ, поради тоа всушност имаме намален афинитет. И ова ако го представиме на Lineweaver-Burk плот, океј, график, тоа би изгледало на следниот начин. Ќе цртаме.
имаме неинхибирано, да речеме дека вака некако иде кривата. Океј, додека со инхибитор таа би идела на следниот начин. Значи повторно ќе поминував дека низ истата точка во y-носката, вака го направам паш да поминува низ истата, додека ќе поминува, нели, кон нулата поблизу на x-оската. Односно, ќе имаме пониска вредност, но всушност бидејќи е реципрочно, бидејќи дека нели беше минус на Lineweaver, ќе имаме повисоко km, односно ќе се намали афинитет. Значи вака би изгледал графикот. Ова е со инхибитор, така ова е без инхибитор. Постои начин на кој може да се изведе формулата на Михаелис-Ментен, вметнувајќи го инхибиторот. Ние нема тоа да го правиме, но едноставно ќе видиме како ќе би изгледала крајната формула. И би изгледала на следниот начин. V0 е еднакво на Vmax по S врз S плюс km, но km ќе го множиме со 1 плюс I врз KI. KI е всушност ова. Значи овдека е KI. Односот помеѓу колку имаме E плюс I врз тоа колку имаме EI. Океј, значи ова е всушност, од тоа може да се произлезе колку е KI, што е всушност овој чекор, но не е тоа толку битно. Значи KI е овдека се затвара заграда и ни укажува дека km ќе биде со поголема вредност, која зависи од концентрацијата на инхибиторот поделено со KI, која повторно зависи од различен инхибитор, има различно KI. Во ред, тоа беше главното што требаше да се спомне за компетитивна инхибиција. Сега ќе идеме на некомпетитивна инхибиција. Следна е некомпетитивна инхибиција. И како што ни кажува самото име, немаме компетиција, немаме надпреварување помеѓу супстратот и инхибиторот, бидејќи се врзуваат на различни места. Супстратот се врзува на активниот центар, додека инхибиторот може да се поврзе или на место кое е сосема различно од активниот центар, но при тоа, ако се поврзе, да предизвика конформациона промена на ензимот, така што може би ќе биде зафатен активниот центар, може би не, зависи од инхибиторот, и при тоа може би ќе се оневозможи врзување супстратот, но некогаш и при инхибиција субстратот пак си се врзува, али брзината е намалена. Поред, или пак инхибиторот може да се поврзе на место кое е многу близу до активниот центар, или пак е некаде внатре во активниот центар, и при тоа субстратот повторно може да си се поврзе најчесто, но брзината е повторно забавена. Океј, односно намалена. И бидејќи збориме за реверзибилна, ова поврзување нели не е трајно. Значи ќе се врзе, ќе се откачи, но брзината се намалува. А во одредени случаи, додека е врзан инхибиторот, дури и комплетно е инактивиран ензимот. И од ова прилично е логично да заклучиме дека без разлика колкава е концентрацијата на субстратот, тоа нема да влијае врз тоа колку ензими се инхибирани. Бидејќи со зголемување концентрацијата на субстратот не може да се надмине оваа инхибиција. Нели претходно кога зборевме за компетитивна, со зголемување концентрација на субстрат можеше да се надмине, бидејќи се врзуваат за исто место. Овде бидејќи не се врзуваат за исто место, без разлика ти ако зголемиш концентрација на субстрат, нема нешто многу да се промени. Овдека инхибицијата зависи од тоа колку имаме инхибитор концентрацијски и колку имаме ензим. Во ред. Е сега, ако го запишеме изразот, така, значи E плюс S се добива ES и се добива E плюс P, во кој дел од овој израз влијае инхибиторот? Одговорот е дека инхибиторот може да се врзе и овде и овде. Зошто? Бидејќи не се врзува на местото каде што се врзува субстратот. Он се врзува на друго место. Поради тоа може да се врзе со слободниот ензим, така што нели ќе се добие EI, но исто така може да се поврзе и со ES, бидејќи местата за врзување со инхибитор повторно си се слободни, само активниот центар е зафатен. Значи повторно може да се врзе и при тоа се создава ESI. Вред,
Сега, бидејќи инхибиторот може да се врзува на различно место од активниот центар, имаме овдека и ваква врска, каде што од ЕИ може всушност да се добие ЕСИ. Вред, односно, додека си е, например, ензимот, така, овдека ако го имаме ензимот, да речеме е врзан со инхибитор, додека тоа трае, он повторно може да си се врзе со субстрат. Никој не го спречува, голем дел, барем од овие некомпетитивни ензими, инхибитори не го спречуваат. Така, он иако е врзан со инхибитор, така, ЕИ, тој повторно може да се врзе со субстрат и да образува ЕСИ. Океј, и заради тоа постои овој овдека чекор, дека од ЕИ може да се образува ЕСИ и обратно. Океј, значи тоа е тоа, седам дека ви е јасно. И овој вид на инхибиција влијае само врз Vmax, значи не влијае врз Km. И ако би нацртале графици, тоа би изгледало на следниот начин. Че ако нацртаме првин со Михаелис Ментенов график, тоа би изгледало на следниот начин. Значи имаш неинхибиран, да речеме дека иде вака некако. Така, значи ова е без инхибитор. Додека ако додадеме инхибитор, Km треба да остане исто, додека треба да имаме намалување на Vmax. За да го направам тоа, дај првично да го бележам Km, за да ми биде полесно. Да речеме дека овде беше Vmax без инхибитор. Така, и при тоа половина од Vmax, да речеме тука некаде, тука точка. Повлекувам линија, овдека е Km. И ако таму е Km, во тој случај сега ќе нацртаме како би изгледало со инхибитор. Ќе речеме дека има иста вредност за Km, но при тоа има пониско Vmax. Океј, значи ова е со инхибитор. Гледаме дека Vmax, така ако го земеме со инхибитор, е некаде овде, половина од тоа тука, повлекуваме линија исто Km. Океј, значи ова го разгледав и во некое претходно видео, дека можеме да имаме ензими, ја таму спомнав, кои може да имаат различно Vmax, но исто Km. И во овој случај тоа се случува, така, значи Vmax е намалено, додека Km останува исто. И овако го нацртаме со Lineweaver-Burk график, односно плот, изгледа на следниот начин. Значи ќе имаме без инхибитор, речеме дека вака изгледа, и со инхибитор би изгледало на следниот начин. Изгледало вака некако. Каде што Km останува исто, ќе брежам со фиолетова боја, така нормално дека е реципрочно, треба да знаете, додека овдека Vmax е всушност намалено, сега дека некој ќе рече погоре, зголемено е, но ова е Lineweaver, поради тоа што ова е 1 врз V. Така што ако иде нагоре, всушност е пониска вредност. Односно 1 врз Vmax се точките. Океј, значи така би изгледал графикот. И ако го доведеме инхибиторот, овој кој е некомпетитивен, во формулата на Михаелис Ментен, се добива следниот израз. V0 е еднакво на Vmax поделено со 1 плюс концентрација на инхибитор, не ги бележам овие загради, повторно напоменувам, врз Ki по S врз S плюс Km. Вред, така што Km останува непроменето, додека Vmax се намалува. Иначе, овдека повторно напоменам, овие точки се 1 врз Vmax. Океј. И овие некомпетитивни инхибитори повторно исто така се многу битни, како и компетитивните, бидејќи можат да влијаат и да намалат ензимска активност без разлика колку субстрат имаме. Така, значи во некој случај, ако има многу субстрат и би користел компетитивен инхибитор, тоа не би ти се исплатило, бидејќи треба многу компетитивен инхибитор да ставиш. Додека некомпетитивен, без разлика колку субстрат има, ќе заврши работата. И овие некомпетитивни инхибитори, освен што се користат за добри работи, се користат доста и како токсини во однос на воени цели, така невротоксини и слично. И тие
Добро, тие нейротоксини обично што се користат не само што се некомпетитивни, исто така се и реверзибилни, така што имаат смртоносни последици, но овие кои се реверзибилни, а не се дотолку опасни во однос на смртност, мислам, може да бидат, повторно зависи од инхибиторот, но може да се дава и како терапија, не знам, некоја која се отрујат нешто, некоја субстанца, некој тежок метал или слично, односно се даваат нешто што се нарекува реактиватори. Значи тоа се молекули кои го врзуваат инхибиторот, овде кога гледате со сино кај што бележам, и го откачуваат. Така, значи со нив се заминува. Ќе бележиме и со црвено. Значи овие синиве се нарекуваат реактиватори. Океј. Значи, ќе бележам со сина боја. И еве овде имате слика како изгледа тоа, например. Кога имаме живин јон, жива влијае врз одредени ензими, и може да се даде реактиватор кој едноставно ќе ја земе живата и ќе ја откачи. Океј, тоа беше главното што требаше да се спомне за некомпетитивна инхибиција. Следна е акомпетитивна инхибиција или пак некогаш наречена и компетитивна, односно uncompetitive inhibition, каде што за инхибиторот да се поврзе со ензимот, претходно мора да се поврзе субстрат. Односно, имаме ензим во ред кој нема место на кое би се поврзал инхибиторот. Значи нема место. Од кога ќе се поврзе субстратот, се менува конформацијата на ензимот, така што сега се отвара место каде што би можел инхибиторот да се поврзе. Поради тоа, инхибиторот се поврзува само на ЕС комплексот. Океј, значи не се врзува на слободен ензим. Ево дека ќе бележиме и плюс S. Значи, ако ставиме дека ензимот се врзува само на комплексот, во тој случај, го продолжиме наму E плюс P, ќе произлезе дека плюс I се добива ES I. Во ред, и при овој вид на инхибиција имаме намалување и на KM и на Vmax. И се намалуваат на тој начин што односот помеѓу KM и Vmax останува ист. Во ред, значи, ај тоа ќе го запишеме следниот начин. Имаме намалување на KM, односно имаме зголемен афинитет. Исто така имаме намалување и на Vmax, но односот помеѓу KM и Vmax останува ист. Океј, значи останува константен пред и по инхибиција. И ако ова го представиме на график, првично ќе идеме со Михаелис Ментен. Значи, евака, ќе имаме график, имаме без инхибитор, бележиме со зелена боја некако. Евака ќе го направиме вака некако. Во ред, додека со инхибитор ќе имаме намалување и на KM и на Vmax. Односно ќе обележам вака некако. Океј. При тоа, така, овдека ако повлечеме, тука е всушност Vmax, значи тука ова би било некаде KM, така за без инхибитор, додека со инхибитор KM би било, не знам, некаде тука, но исто така и Vmax ќе биде пониско. Значи и Vmax се намалува и KM се намалува, но на тој начин што односот помеѓу KM и Vmax останува ист. И овој вид на инхибиција е многу поредок и не се спомнува толку често. Иако повторно овој вид на инхибиција го внесеме во формулата на Михаелис Ментен, се добива една равенка која, односно формула која е прилично комплицирана, мислам изгледа прилично комплицирана, но е многу едноставна, каде што имаме Vmax кој ќе одделиме со 1 плюс, нели, концентрација на инхибитор по KI по S врз, всушност, ево ќе бележиме KM поделено со 1 плюс I KI плюс S. Океј, значи оваа формула се добива. Всушност е формулата на Михаелис Ментен, само што и под KM и под Vmax делиме со
1 плюс И врз КИ. И тоа беше главното за акомпетитивна инхибиција. И само да спомнеме како ќе изгледа на Lineweaver-Burk график. Вака го имаме дека без инхибитор, така да речеме дека вака е линијата, додека со инхибитор ќе иде паралелно на истата, бидејќи односот помеѓу КМ и Vmax треба да остане ист, но треба да имаме намалување на КМ, бидејќи иде кон лево, тоа е всушност намалување, и намалување на Vmax, тоа кој иде кон нагоре. Вред, значи ќе иде паралелно линијата, бидејќи односот останува ист. Алостеричната инхибиција е многу битна на ниво на организам и ќе ја разгледаме понатаму во повеќе детали, но сега само ќе спомнеме општиот принцип на тоа како функционира. Ако имаш одреден метаболички пат, кој што имаш еден субстрат се конвертира во продукт, па тој продукт е всушност субстрат во наредната реакција и така натаму, односно дека тоа е представено со каде што А така под дејство на ензим 1 се конвертира во Б, па Б под дејство на ензим 2 се конвертира во С и така натаму, се до Е. Во ред. Сега, ако сакаш да го регулираш овој пат, многу е добро регулацијата да се изврши на првиот ензим, со цел да не се формираат интермедиирани соединенија. Например, тебе крајната цел ти е да добиеш Е и имаш доволно Е, не ти треба повеќе. Добро е да се прати негативен фидбек до првиот ензим, така што да се прекине. Вика, доста е, не ми треба повеќе. Сега, тоа како се прави? Всушност, продуктот Е, така, самиот Е, действува како инхибитор. Океј, и се врзува на посебен дел од ензимот, алостеричен центар, и действува како инхибитор. Значи, овдека е како што е презентирано, Е се врзува со одреден алостеричен центар, или пак во некој случај Е може да влијае на друга молекула, молекула F, каде што F ќе биде алостеричната, не е битно, каде што сега овој ензим ќе биде инхибиран. Океј, додека во активниот центар се врзува А. Океј, логично, тоа е исто така. Значи, ова е во прости зборови, во кратки црти, алостерична инхибиција. Може некојаш да влијае врз Vmax, некојаш влијае врз КМ, но главно не се инхибира целосно процесот, него се намалува брзината до некое многу ниско ниво. Сега да спомнеме 2-3 збора за последниве 3 видови на инхибиција. Имаме мешана инхибиција, каде што при мешана инхибиција имаме намалување на КМ, зголемување на Vmax, или пак можеме да имаме зголемување на КМ, намалување на Vmax. Океј, значи ова не го сретнавме ниво компетитивна, ниво акомпетитивна, ниво некомпетитивна. Океј, значи ова е мешавина. Може би има два вида на инхибитор. Еден кој намалува КМ, друг кој зголемува Vmax. Океј, значи затоа се нарекува мешана. Имаме парцијална, каде што всушност кај некои инхибитори може да се случи ESI комплексот да премине во E плюс P плюс I. Океј, значи иако е ензимот инхибиран, односно ES комплексот е инхибиран, може повторно да се добие P. Не секогаш, но може делумно да се добие, затоа парцијална, односно делумна инхибиција. И имаме субстратна инхибиција, значи субстратна инхибиција која укажува на тоа да кај некои ензими, ако има многу големо количество на субстрат, може да биде инхибиран ензимот. Сега како тоа би изгледало, едноставно ако нацртаме еден ензим, кој да речеме дека има две вака места, кои, вака ќе го направиме 4 копии од него, вака, и сега ќе ви објаснам се. И да речеме за со него се поврзува одреден субстрат кој изгледа вака некако. Океј, и се поврза. И кога нормално ќе се поврзе изгледа на следниот начин. Веројатно, значи ова е нормално поврзување, се добива од Е, така се добива ЕС. Така Е плюс С се добива ЕС и понатаму ќе се добие Е плюс П. Но ако има премногу субстрат, шематски би можело да се представи на следниот начин.
овдека да се прикачи еден супстрат, а овдека вака да се прикачи друг супстрат. Така што ќе биде зафатен ензимот во ред, но нема да се добие продукт. Иначе ова требаше вака да го представам. Ова всушност требаше да дојде тука вака. Океј. Така што од левата страна треба да биде ензимот кој е слободен и со двата кои доаѓаат. Вака. Ќе го направиме. Океј, значи ова е всушност како би изгледала супстратна инхибиција. Повторно напоменувам, ова е шематски прикажано, не е баш ова тоа што се случува, не се овие лего коцки, но тоа е главната идеја. Дека ако имаме премногу супстрат, едноставно нема да може да се формира правилен ЕС комплекс, така што нема да може понатаму да се формира продукт. Но ова може многу лесно да се спречи, едноставно не додавај премногу супстрат. Океј. И ова е важи само за некои ензими. И тоа беше главното што требаше да се спомне за реверзибилна инхибиција. А сега ќе спомнеме нешто многу кратко за иреверзибилна инхибиција. Иреверзибилна инхибиција, како што спомнавме, е кога инхибиторот се поврзува со ензимот и не пушта. Океј, значи останува, иако хемиски ти можеш да го отстраниш, ќе го оштетиш и ензимот. И бидејќи кога ќе се врзе, тој у наводници не пушта, колку имаш ензим со целокупното количество на ензим да го инхибираш, треба да имаш и толку инхибитор. Така, бидејќи еден инхибитор, да речеме дека се врзува со еден ензим, иако може повеќе, зависи од инхибиторот, во тој случај ако сакаш сите ензими да ги инхибираш, треба да имаш инхибитори колку што имаш ензими. Што е релативно лесно да се постигне, бидејќи обично во однос на мали молекули ензими нема премногу, само имаш многу ензими, ама имаш и многу инхибитори, така, значи големо количество, ти неколку милилитри инхибитор да ставиш, тоа е доволно, нели, за ензими во даден орган и слично. И овие иреверзибилни инхибитори, главно кои ќе се врзат, го инхибираат ензимот целосно, прават промена дали во активниот центар или пак некај други да се врзуваат па се прави конформационна промена и главно се многу опасни, мислам за живите организми, нели ако се внесе некој иреверзибилен инхибитор и ако се користат например во пракса, така например имаш одредена реакција и сакаш да ја прекинеш, да ставаш инхибитори, ќе ја прекинеш. Но да се ингестираат вакви иреверзибилни инхибитори е многу опасно. Еден од нив е сарин газ кој се користел во Втора светска војна, кој врзува ацетилхолин естераза, тоа е еден ензим кој ги отстранува ацетилхолин молекулите, така што постојано сигнализира, имаме сигнали до нервите, односно да се врши мускулна контракција. Тоа изгледа на следниот начин, повторно шематизирано. Значи имаш нерв кој, нели, ослободува ацетилхолин, невротрансмитер кој треба да се врзе со мускулната клетка, тука е, нели, мускулна плоча, не е битно, и праќаш сигнал. Но после некое време од кога се заврши работата, ацетилхолин естеразата ги отстранува ацетилхолините, така не треба веќе стимулација, така треба да се одмори мускулот, но саринот може да го врзе овој ензим, така што ацетилхолин цело време сигнализира. И цело време имаш грчеви, не можност за дишење и се умира. Во ред, тоа беше главно се за овој видео, се надам дека научивте нешто ново и ќе се видиме во наредното видео. Довидување.